зајавлението дотичната господја не е присутна денес, но истата се јави преку медиумите, за да не помислиме некој од нас овдека, дека е една од тие 23-4 авионски карти, кои што незиниот шеф, ментор и другар Зоран Заев ги платил за директен лет од Софија до Дубај и назад, со 3 спиења, со цел да му дојдат другарите на Аирлија на 82 катница во Дубај. Не знам зошто не се ја изоставил, дали заради оваа интерпелација, бидејќи таа, за разлика од некои други во судскиот совет, е посочена како личниот адвокат на Заев. Додиме поред. Штувана јавност, се започна во 2017 година, кога ќе се правеа реформи во правосудството. На чело на тие реформи се стави незиниот другар и поранешен премиер Зоран Заев. Година и пол-две беше на чело на тие судски реформи. За тој период двете ПИМ мерки, снимки, видео си ги избриша од обвинителството, сите обвиненија му се трнаа и кога се обезбеди правна сигурност и заштита, се повлече и ги остави тие судски реформи, потоа да ги прават Бујар Османи и компанија. Примавме план 369, ако се сеќавате, план 369-18, но господјава била вклучена во сите тие планови. Инаку, зборувајте ми за независно судство, зборувајте ми за независен судски совет, во кој што дотичната господја на тоа работно место дошла ни помалку ни повеќе од канцеларијата на тогашниот премиер на Република Македонија Зоран Заев. Значи, случајно, поранешниот премиер Заев, случајно ја поканил од Радовиш да дојде во Скопје, во канцеларијата на премиерот, да му биде советник, бидејќи таа била некој правен авторитет за кој што само тој и кланот Заев преходно имале слушнато, и така таа дошла во неговиот кабинет правно да го советува некое време, додека он не си ги следи предметите и додека не направи простор во судскиот совет, тело кое што денес ние го разрешуваме, односно правиме интерпелација на неговите членови. Штувани пратерици, господјата не само што била адвокат личен на Заев и кланот Заеви, туку таа била и донатор на Социјалдемократскиот сојуз. Случајно донирала пари во СДС, и тоа многу случаи поред. 2018 година еднаш дала 5540, потоа дала 7500, потоа дала 5600, па потоа дала 16000, па после тие 16000 па 7500 денари, па потоа донирала нови 17200 и така натаму, и така натаму, и така натаму. Луѓе кои што плаќале чланарина во СДСМ од ова собрание се гласани како независни експерти, како правни величини и како луѓе кои што требаше да донесат право и правда во Република Македонија. Не, право и правда не донесоа, а самите документи покажуваат дека истите биле најобични партиски војници и лични адвокати и правни советници на Зоран Заев. Господјата Чочорова, односно Чачарова Илиевска, како советник, покрај тоа што била испратена преходно и во Телеком за многу солидна плата, истата била овдека ставена како независен експерт и штитена се до овој момент. Ароганцијата на сите овие членови, кои што ја покажуваат овие денови, сакам да им порачам дека нема да биде толерирано од ова парламентарно мнозинство.
Денес собранието е поделено на два дела. Првиот дел, кој што избега од ова собрание и кој што се промотори на идејата како до сега. Господјава да плаќа членовите во СДСМ, да му биде личен адвокат на Заев, тоа така да продолжи, и луѓето кои што останаа овдека и се управувачко мнозинство во ова собрание, сакаат промени. Промени бараат и граѓаните, и промени ќе се случат. Независно кој колку гребе, независно кој со кого колку е поврзан и независно кој колку пари дал во било која политичка партија. Ова собрание има ветување, ова собрание има обврска и ова собрание и ова мнозинство ќе донесе правна држава во Македонија. Овиот судскиот совет да си поднесат оставки веднаш после денешните интерпелации и полека, но сигурно да расчистуваме со криминалот, со корупцијата и со луѓето на Вујче, Бате, Чиче инфилтрирани во секоја пора од правосудниот систем. Ние тоа им го должиме на овие граѓани и ние тоа, колеги, мораме да го реализираме. Благодарам.